Во концертната сала на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев промовирана е книгата Зурладжиската традиција во Република Македонија од авторот професор доктор Горанчо Ангелов Гајда. Самата поместена материја опфаќа доста информации поврзани со зурладжиската традиција во Република Македонија и не само тоа, повеќе за инструментот, повеќе за музиката, повеќе за свирачите на овие инструменти и секако контекстите, односно настаните на кои овие инструменти биле дел од животот на нашето население. Зурлата како инструмент датира одамна и е присутен во сите региони од Македонија. Морам да напомена дека доминира западниот дел од Република Македонија, меѓутоа не помалку и во Скопје, не помалку во Централна Македонија, во Велес, помалку во Струмица, во Штип речиси да нема зурладжи, тоа има зурладжи кои што се преселени и ги рачунаме како штипјани, кој регион, кој каде, мислам каде повеќе се употребува оваа зурла, потоа зурладжиите од Берово. Овој стар инструмент е присутен и денес, но во својата праформа. Значи, зурладжиската музика, она музика која го задржала својот автохтон звук. Сакам да кажам, начинот на свирење на зурла, мелодиите кои се интерпретираат на овој инструмент и не само тоа, како форма, како формација, најчесто овие инструменти настапуваат во формација 2 зурли и 1 или 2 тапана.